Дејан Андоновиќ, добро утро. Рестриктивни мерки наместо во студио од дома секое утро. Повели со твојата анализа што е она што го привлече вниманието во регионот, но и во светот, а е поврзано пред се со коронавирусот, бидејќи оваа светска пандемија ни наметна едно такво темпо или една таква преокупација да сите постојано за тоа зборуваме. Повели? Па, отприлика она што го привлекува вниманието е коронавирусот и последиците од неа, овие економско-политички, геостратешки движења кои се случуваат како резултат на пандемијава која не сме ја доживеале се уште со генерации. Да го кажем, оној првичен рапорт дека бројката на заразени во светот надмина од бројката од 1.600.000 и досега се починати 95.000 луѓе. Она што ми е како во фокус денеска би го кажал дека покрај оние европските држави каде што Шпанија, Италија па и Франција беа изминатите недели во фокусот на светската јавност за огромната бројка на заразени починати, се чини дека после Британија, сега и Германија во Европа зборам почнува за еден ден се регистрирани над 4100 заразени и околу 2292 починати. Значи Германија која има еден од најдобрите здравствени системи, која беше посочувана дека е пример како треба да се справува со оваков вид на пандемија и инфекција, почнува полека барем да биде во фокусот на европската интерес, значи покрај Италија, Шпанија па и Франција. Што се однесува до Соединетите Американски држави, таму бројката на заразени се приближува кон половина милион, а бога ми се доближува и до смртноста. До сега се починати над 16.000, полека се приближува кон она бројка на жртви во Италија која има околу 17.000 починати. Тоа што се однесува до она, би рекол, статистика, Советот за безбедност за Обединетите нации конечно успеа да сретне, конечно успеа генералниот секретар Гутереш пред членките на Советот за безбедност да заклучи дека пандемијата е закана за меѓународниот мир и безбедност и ги повика заедно да прекинат сите насилства во светот, сите војни во светот да запрат за миг и сите заедно да почнат координирано да се борат против коронавирусот. Ке потсетам, во Советот за безбедност на Обединетите нации повторно излезе она последица од коронавирусот, а тоа е геостратешката борба помеѓу Кина и САД. Ке потсетам, САД се обидуваат во Советот, преку Советот за безбедност, да ја осудат Кина и да ја обвинат дека намерно го ширала вирусот и дека намерно преќутала за да дојде до пандемија. Од друга страна, Кина како постојана земја членка на Советот за безбедност сака да стави вето на тоа, па оттаму и Советот за безбедност на Обединетите нации не успеа досега да се собере и да даде некој заклучок, а ќе потсетам дека многу поинвентивни беа која беше многу помалата пандемија на ебола и она со ХИВ, сида која имаше експлозија во 80-тите години на минатиот век. Кристина, сакам во оваа анализа само да кажем дека да ја поставам и дилемата дали може би коронавирусот е последица на некој начин, односно коронавирусот се користи за конечна пресметка на Западот и на Кина во своите идни геостратешки интереси. Ке повторам, Соединетите Американски држави цело време се обидуваат да обвинат Кина дека го измамила светот, дека играла нечесно, дека намерно го оставила ковидот, односно коронавирусот од Вухан да предизвика пандемија, за да може метајќи на своите ресурси да се стекне со предност, да ја победи болеста и потоа да почне геостратешки да го освојува светот. Тоа се најновите обвинувања. Како пример за тоа е и настанот од пред некој ден, каде што во Јужното Кинеско море, ќе ги потсетам гледачите и слушателите, каде што еден дел е под кинески суверенитет, друг дел е под јапонски суверенитет, таму има острови со газ и нафта, а подолго време има геостратешки, односно воени игри, каде и Соединетите Американски држави кои помагаат на Јапонија изведуваат воени маневри, во исто време и Кина трупа морнарите војска по тие одделни острови, сакајќи да ги
стави под свој територијален суверенитет и да црпи нафта и газ. Пред некој ден излезе и таа афера во светските медии, односно во американските, дека носачот на авиони Теодор Рузвелт, кој таа борбена група го контролира тој дел од Јужното Кинеско море и каде што се изведувале војни маневри, бил повлечен во својата матична лука, односно матична база во Јапонија, бидејќи од 4000 персонал 190 морнари биле заразени, а 2500 биле ставени за тестирање од коронавирусот, со што била намалена борбената способност на војската и американската морнарица морала да го повлече тој носач на авиони. И поради тоа дојде до оставки и во Пентагон, меѓу морнарицата и главниот секретар за морнарица во Пентагон поднесе оставка, бидејќи тоа е голема афера, ако се земе во предвид дека овака се покаже на некој начин ранливоста на моќната армија на Соединетите Американски држави. Уште еден носач на авиони, Роналд Реган, исто така е засидрен би рекол, бидејќи и таму има појава од коронавирус, и двата носачи на авиони, односно тие борбени групи на американската морнарица, се во делот на Јужното Кинеско море. Наспроти тоа, Кина ги зголеми војните формации таму со патрола, со цел да се испровоцира до крај ситуацијата и да се покаже надмоќноста кој е таму по-суверен. Повторно ќе кажам, геостратешките игри продолжуваат и економските геостратешки игри. Ќе го потсетам и геостратешката игра околу цената на нафтата, каде тука Русија тоа сакав да го споменам, Дејан, бидејќи досега граѓаните можеби малку и ако нешто беше позитивно е дека падна цената на нафтата, но еве последните информации од САД барем велат дека нема да се дозволи понатамошен пад на цената на нафтата, поточно дека ќе се ограничи производството. Тоа што е добро за граѓаните и обичните луѓе не е добро веројатно за светската економија и за оние големи корпорации. И обратно. Да, и обратно се работи за нафтената војна помеѓу Саудиска Арабија од една страна и Русија од друга страна, имено со истекувањето на договорот помеѓу земите нафтени, најголеми нафтени извознички во групацијата ОПЕК и Русија, која не е членка, а е голем извозник и производител на нафта, со истекувањето на договорот на 1 април, со кој се ограничува производството и извозот на нафта во светот. Како што заврши тој договор, Русија и Саудиска Арабија почна да го зголемуваат производството, да стават поголема количество на нафта на светскиот пазар и автоматски поради помалата побарувачка, бидејќи економијата во светот како резултат на коронавирусот падна и побарувачката по нафтата, па така големи количество на нафта неискористена ја срушија цената на нафтата, со што пак нели го и дестабилизира светскиот нафтен пазар. На некој начин посредство на Соединетите Американски држави, земите членки на ОПЕК и Русија вчера имаа состанок за да го договорат нели како во иднина колкав процент ќе произведуваат нафта, да има нафта на светскиот пазар, но да не се урне светската нафтена, нели светското нафтено производство и вредноста на нафтата, бидејќи така ќе паднат многу од економиите во светот, пред се повторам, многу од валутите во светот пред се доларот е врзан за таа моќ и таа добивка од светската продажба на нафта. Договорија Русија вчера се обврза дека ќе го намали за 14% производството, земите членки на ОПЕК денес ќе го допеглаат овој договор за да дојде до 10%. Она што е договорено е во наредните месеци да се намали производството на нафтата, ештачки да се направи недостиг на пазарот и така да се покачи цената на црното злато, бидејќи во моментов е на невиден минимум поради пандемијата. Така ќе влие ова на целокупната економија. Има информација дека за 3 недели во САД 17 милиони луѓе останаа без своите работни места. Во исто време над 90.000 нивни граѓани се заглавени, односно изолирани внатре во крузери, во прикотвени крузери. Секако поголемите држави, по бројните со население
па и многу повеќе ќе го чувствуваат се во ова. Но Дејан, да завршиме со ова анализа, би сакала да споделам со тебе што е за мене денеска позитивна вест од сите овие вести кои ги пролистав денеска дека излегоа од светот, а се однесува на загадувањето. Именно тоа е насловот: загадувањето се намалува, за прв пат во 30 години индијците можат да ги видат Хималаите. И ги читав Дејан и надоле и коментарите и луѓето таму односно во оние мали места каде што прв пат се појавува хималајскиот венец, дури и пресреќни. Така што ова е една позитивна вест, барем што се однесува до загадувањето во Индија, сепак важи за една од најзагадените држави во светот. Јас само би додал до крај дека велат дека светот по коронавирусот ќе биде многу сменет и нема да биде како што бил пред коронавирусот. Се надевам дека тие промени во светот ќе бидат позитивни. Една од тие позитивни секако ќе биде и намалувањето на загадувањето, бидејќи покрај сите овие епидемии, една од големите епидемии на модерното време сепак е загадениот воздух и нешто без што човекот не може. Апсолутно. Дејан Андоновиќ, точно 9 часот благодарам за оваа анализа. Тоа беа вестите, односно анализите за регионот и светот. Дејан, како и секогаш, исцрпен,